Во старата битолска чаршија ќе се инвентаризираат уште 104 објекти, што е дел од втората фаза од проектот Инвентар на битолската стара чаршија. Проектот, кој заеднички го реализираат Министерствата за култура од Македонија и Франција, има за цел заштита на културното наследство и негова промоција во меѓународни рамки. Во оваа фаза ќе се истражува и документира архитектонската, урбана, историска и општествена еволуција на објектите. Во првиот дел почнува инвентаризацијата, потоа е детерминиран сообраќајот околу тие блокови, сопственоста на објектите, на сите објекти поединачно, датација на објектите, катноста на објектите, конструктивните промени, ако ги имале, ако ги немале исто се позначени, типовите на градба и степенот на сочуваност и на крајот добиваме категоризација. Врз основа на категоризацијата добиваме што треба, како валоризирани објектите, нивниот режим за заштита. Директорката на Француската асоциација градови со културно наследство Марили Сортес го истакна задоволството што повторно е во Битола со цел да ја проследи втората фаза од проектот. Pour nous ces échanges sont extrêmement importants. Значи за нас оваа размена е многу значајна, затоа што всушност ние разменуваме искуства, наши знаења, наши вештини за тоа како се работи за ревитализација и за различни активности за старите градски јадра. Инвентаризацијата е како проект, како постапка со многу финеси. Точно е да се знае, да се идентификува состојбата, градбата, состојбата во која што таа градба е, од кога датира и слични елементи, но исто така како таа ќе се интегрира, како ќе се артикулира во постоечките урбанистички документи кои што ги постојат во секоја општина. По завршувањето на втората фаза од проектот планирано е да се опфатат уште дополнителни 300 објекти во третата фаза, што представува околу 50% од самата чаршија. Од Националната установа Завод и музеј Битола се надеваат дека соработката ќе продолжи во иднина, со цел сите објекти да се инвентаризираат.